Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Многумина ќе речат дека новинарството е професија, но јас би рекла дека новинарството е занает. Ние новинарите секојдневно сме сведоци на многу убави работи, но од друга страна би рекла дека секојдневно сме сведоци на стресни и неубави случувања. Верувам дека со оваа моја кратка најава заклучивте дека како мој денешен гостин ќе имам еден новинар, кој што секојдневно можете да го гледате на фреквенцијата на националната телевизија Нова, преку неговите линковски вклучувања во живо во информативните изданија, известувајќи токму за секојдневните случувања, актуелните настани како во државата, така и во светот. На моја огромна чест и задоволство во денешното издание на емисијата Одблиску со е мојот колега, младиот новинар, но од друга страна би рекла доста успешен, Александар Видиновски. Здраво пред се, добре дојде во емисијата и ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш гостин во емисијата Одблиску со. Ти благодарам за поканата и благодарам за убавата најава. Се надевам дека ќе имаме на вистина убав разговор. Целта на мојата емисија е токму одблиску да те доловиме до сите наши гледачи. Од една страна, еве ќе позборуваме за твојата прва љубов, како што ми кажа, тоа е новинарството, но од друга страна ќе позборуваме и за твојата втора љубов, диџејската работа, односно љубовта кон музиката. Речи си, една година си дел од тимот на телевизија Нова, медиум кој што скоро една година, точно една година е присутен во македонскиот етер. Она што овој медиум го прави поразличен од сите останати се токму информативните изданија кои што ги имате на секој час, линковските вклучувања исто така. Еве на самиот почеток, она што ме интересира, кој беше предизвикот за тебе да бидеш дел од тимот на телевизија Нова? Многу ми беше возбудливо и предизвикувачко и тоа што се најдов вака практично право време на право место. Пред да работам во ТВ Нова, работев во Алфа телевизија 3-4 години, претходни во други локални телевизии, меѓутоа меѓу Алфа и меѓу ТВ Нова не бе во државата определен период и кога ќе се вратив, слушнав дека има отворено нова телевизија, која што има еден концепт што досега кај нас не е виден, односно со 16 часа програма во живо, информативен, значи News Channel. Имаше, так се случи, голем дел од моите колеги од Алфа телевизија да преминат практично во нов медиум. Добив покана, бев на разговор и предизвикот беше дека од нула ќе пробаме да покренеме еден медиум, што некој што ја прати медиумската состојба кај нас не е тешко да заклучи дека е многу макотрпно и многу тешка работа, имајќи го предвид дека сме многу мал пазар со многу голем број на медиуми, меѓутоа не мислам, дека сум сигурен дека барем за оваа година успеавме да направиме повеќе од тоа што го планиравме. Така, кажа во самата најава и покрај тоа што си како си млад новинар, ете со неколку години новинарско искуство позади себе, од друга страна би рекла дека си навистина доста успешен. Кажа дека неколку години беше дел токму од телевизијата Алфа. Но на што ме интересира, како си задоволен од тоа како напредуваше лично ти во однос на твојата работа, токму преку работата која што ја имаш во телевизија Нова. Верувам дека предизвикот е сепак поголем, бидејќи на еден начин функционира телевизија Алфа, на сосема поразличен начин функционира телевизија Нова. Практично ја во телевизија сум веќе 8 години. Пред Алфа кажав дека бев во АБ канал, веднаш после факултет, значи тамо ги научив ние најелементарни работи во новинарската работа, како да известуваш, како да направиш прилог и сите оние технички детали со кои што ние како новинари секој ден се соочувавме. Неколку години тамо ми беа сосема доволно, претпоставам, квалитетно да ги совладам овие техники. Потоа отидов во Алфа телевизија, еден пак и посериозен и поголем медиум. Извесен период работев на Деск, за што сум особено горд, бидејќи научив убаво да работам на Деск. Секој новинар претпоставам дека и тоа треба да го знае. Тамо останав околу 4 години. Се случуваа некакви турбуленции во телевизијата, дел од кадарот си идеше, други доаѓа. Така што после 2 години бев практично староседелец во телевизијата, условно кажано. Претпоставувам дека уредниците што беа тогаш, а и сега се виделе некаков квалитет во мене, почна да ми доверуваат и некои
настани, што покривање, што принцип ги прават поискусни репортери, поискусни новинари. Тоа за мене беше одлична можност да докажам што знам, меѓутоа уште повеќе да научам да работам како што треба. Имавме во Алфа телевизија многу убави моменти, многу, мислам, убави новинарски убави моменти, вако реалности не мораат баш убави да бидат, али од наша гледна точка вакви спектакуларни настани буквално покривавме. Тоа траеше, потоа како што кажав дојдовме во Нова ТВ, сосема нов концепт, цело време имаме линковски вклучувања како што знаете, така што јас пример во 4 години Алфа да сум направил 4 линка вкупно. Тука првиот ден кога дојдов на работа направив 6. Така што многу поразличен систем на работа има, меѓутоа ако си ја сакаш работата, многу брзо ќе се навикнеш на тој систем и едноставно си уживаш, ако си ја сакаш работата. Така, со оглед на тоа што веќе подолго новинарско искуство имаше позади себе кога влезе во тимот на телевизија Нова, како се сеќаваш токму на првото линковско вклучување кое што го имаше за телевизијата, дали можеби имаше трема? Да, се ќе ви кажам, имав трема и беше катастрофално лошо, да не се лажеме. Значи имав толку трема што пиев 2 без 6 претходно витамини, као мислев дека ќе се смирам. Знам дека имав соговорник. Тоа беше првиот ден кога отидов на работа, правев некаков прилог и ми рекоа: Александар, тука нема време за чекање, те фрламе во оган, одма во централните вести на линк. Јас онакако да, нема проблем, уствари у мене викам, сега тоа е тоа. И отидов на линк, меѓутоа, како што кажав, ајде, телевизија почна да работи во февруари, а во мај отидов, меѓутоа од февруари до мај не бев во земјава и не ја гледа програмата и не знаев точно како функционира, а искрено никој не ме ни спреми како треба тој визуелно да изгледа тој линк. И имав разговор со соговорник, искрено не ми текна, мислам дека беше за некој црковен спор. И ми викаат, демек разговараме на таа и таа тема. Колегата Александар Видиновски да свој соговорник го има, Александар доколку се слушаме повели. Јас само, значи ни без никаква најава, реков се слушавме и цак прашање одма. И сега си истера муабетот и викам тоа беше човекот тој и тој, пријатно. И после дојдов и уредниците Александар. Убав ти беше разговорот, ама да ти кажам, тоа не се прави така. Значи треба да направиш вовед за која тема разговарате, да го представиш гостинот, да му едно подолго прашање како во формом дури на вовед некаков, па ќе се одјавиш, ќе направиш еден сублимат на работа што ви кажам, значи сепак треба тоа малце повеќе да трае. Тоа беше првиот пат. Од вториот и третиот пат понатаму беше се како што треба, не беше никаков проблем. Сега дури ми вика тај малце крати, доста збориш. Така, во секој случај убаво случувањето. Сега си се сеќаваме и си се смееме на таквите работи, сведоци сме, како што кажав, секојдневно и на многу убави работи, но од друга страна би рекла дека премногу е стресна нашата работа, премногу напорна од друга страна е, а за жал сме сведоци на неубави случувања. Ти барем си оној новинар, оној репортер од телевизија Нова, кој што известуваше токму за едни такви неубави случувања изминатиот период. Тоа беше известувањето од новогодишната ноќ, терористичкиот напад во Турција, воениот удар во Турција. Ете, кои се оние известувања кои што ти оставиле најголем печаток во овие неколку месеци од како што си дел во телевизија Нова? Ја имав таа неблагодарна задача по игра на случајност да покривам неколку настани кои што беа не само за значење за Македонија, односно можеби никакво значење за Македонија, меѓутоа секако од голема светско значење. И двата случаи се одвивали, двата настана практично беа во Истанбул. Првиот е неуспешниот воен удар во јули месец, на 16 јули од минатата година, а вториот е сега за Нова година. Од репортерски аспект, војниот удар можеме не го покривме кузне како, немавме слика нормално, затоа што и покрај тоа што имавме камера. Значи ние, сега мало подсетување, 2 дена претходно имаше еден масакар во Ница. И ние како екипа тргнавме практично да го покриваме тој настан. Ја и снимателот Игор Чадиновски, меѓутоа летот ни беше преку Истанбул. Во моментот кога слетаме во Истанбул, тоа беше во 15 за 10 вечерта, само што влеговме во транзитниот дел на аеродромот, видовме дека нешто невообичаено се случува, има по игра на случајност еден пријател турчин што леташе со нас и тој ми кажа дека има воен удар. Останавме повеќе од
околу 24 часа заглавени на аеродромот. Го покривме со тоа што имавме цела вечер до 5 сабајле вклучувања телефонски, значи хибридно јавување. Кога се вратим у Скопје ни рекла добро зашто не извадивте и камера да снимаме, меѓутоа таква беше ситуацијата што во тој момент во делот на аеродромот кај што бевме ние имаше вооружени цивили. Се слушаа многу пати истрели, имаше буквално стампеда од туристи паничени кои бега. Имаше бомбардирање околу аеродромот што вака физички го гледавме и го слушавме, имаше неколку експлозии во самата зграда, така што не бевме во ситуација да пренесеме поквалитетно, за линк да не зборувам бидејќи немаше интернет, меѓутоа од настан кој што квалитетно сме го покрили, од кој што несебично ќе кажам дека сум прилично задоволен. Тоа е новогодишниот терористички напад, масакрот во Реина. Значи исто Сигур Чадиновски, познат како Брзи, бевме во Истанбул, требаше чисто да направиме репортажа за мигрантите, меѓутоа и како во Истанбул ќе се дочека новата година, имајќи во предвид дека минатата 2016 година беше многу тешка за Турција, има голем број терористички напади со многу жртви, го спомнавме веќе војниот удар. Меѓутоа 15-20 минути после полноќ се случи тоа што сите знаат, се случи на место на 1 километар и пол од каде што бевме ние бевме на плоштадот Таксим, тоа е во непосредна близина и на делот на Бешикташ, каде што се случи терористичкиот напад. Градот беше комплетно блокиран, меѓутоа од утредента успеавме вака со рамо до рамо со голем број на светски медиуми од лице место да го проследиме настанот. Значи практично бевме тоа целот сигурно не го знаат и не им значи многу на гледачите, меѓутоа бевме втората телевизија во свет што се уклучи со линковско вклучување директно пред клубот Реина. И тоа беше игра, не дека ние бевме многу добри, тоа беше пак случајност, меѓутоа за оваа работа треба стварно да знаеш како и кога на право место да се појавиш. Например, како успеавме ние во тоа беше многу интересно, значи ние утредента стигнавме до улицата каде што е клубот, тоа е баш под мостот што ги поврзува на Босфор, што ги поврзува Европа и Азија. Тука се наоѓа клубот Реина во европскиот дел на градот. Кога стигнавме видовме огромен број на новинарски екипи, можеби над 50-60 сигурно, од цел свет тука зборувам и за Deutsche Welle, и за BBC, и за CNN, мислам за такви Russia Today, за такви медиуми. Меѓутоа, се спремаме ние сега за линк, барикада тука пред нас со полицајци, сега треба да се уклучат уживо, веќе ме бараат од режија. Во моментот кога треба да почнам да зборувам дека еве ние се наоѓаме на улицата каде што се наоѓа клубот Реина, ни паѓа линкот. Интернетот мртов. Не можеме да се вклучиме. Ние во моментот тука нормално се нервираме и во истиот момент гледам дека полицајците ги тргаат тие барикадите и да им дозволуваат на новинарите да дојдат пред самиот клуб, значи на метро 2 од клубот. До таму имавме околу 500 метри пешки одење, додека одевме пешки, ја одеден турчин го молам, му викам те молам дај ми извадим ја картичката од телефонот со интернет да ја ставиме кај нај со линкот за да може да се јавиме. Човекот беше доволно љубезен. Ја даде картичката. Да, и успеавме, значи практично во движење да ја ставиме таа интернет картичка да го способиме линкот. Во моментот кога проработе ние се бевме точно пред клубот, видов дека си еден турк се вклучија пред нас, 15-20 секунди пред нас, и потоа ние се вклучиме и можевме на нашите гледачи во Македонија да им пренесеме директно сликата и последните информации за тоа што се случуваше во клубот Реина неколку часа претходно. Ова што го гледате позади мене е клубот Реина, каде што вечерва, тоест рано утрово, час и половина пред полноќ се случи терористичкиот напад во кој официјално 39 луѓе, претежно странски државјани и туристи ги изгубија својот живот, а дополнително 69 беа ранети. Од последните информации говорат дека од тие што се ранети, 4 луѓе се во критична состојба. Она што е најсимптоматично или уште што е нејасно, како успеа напаѓачот да избега од полицијата. Се појави и видео снимките на кои што се гледа дека како тој влегува со автоматска пушка во клубов што го гледате
прекријан со плава церада, тој е практично влезот на клубот. При тоа, пукајки во полицајецко бил пред клубот, во обезбедувањето, убивајки ги и потоа непречен од никој влегува внатре во клубот и го извршува практично оној масакар, пошто и покрај огромното полициско обезбедување успеа да избега. А турската полиција се уште трага по него. Додека трае истрагата за мотивите, се појави информации дека сепак исламската држава го ја превземала одговорноста за нападот. Такви беа претпоставките на турската полиција, имајќи во предвид велат дека кога има терористички напад во Турција, доколку мета на тој напад е војската или полицијата, тогаш најверојатно позади тој напад стојат курдите. Меѓутоа, додека цел или мета на овие терористички напади се цивили, тогаш сосема е известно дека исламската држава е организатор и претпоставувам и нарачател на овој терористички напад. Познавачите велат дека и покрај тоа што има толку голем број жртви, прегледувајќи ги сите оние снимки од безбедносните камери, верува дека сепак не се работело за професионалец, бидејќи влегол со многу муниција и велат дека ако имал барем основна војна обука, жртвите ќе биле уште поголеми, односно ќе имало поголем број на жртви. За среќа тоа не се случи. Ова улица која што ја гледате беше до пред 15 на минути затворена, се изнесуваат телата на загинатите, се носат на обдукција, бидејќи, како што кажав, најголем дел од нив се странски државјани, така што е многу тешко да се идентификуваат, бидејќи сите не носеле во нив лични документи, пасош, нешто што ќе биде за идентификација, така што на турските власти им треба сепак подолго време да ги идентификуваат жртвите. Кој што кажете, по некоја игра на случајности, токму таа задача и за војниот удар во Турција, но од друга страна за терористичкиот напад во Турција ти припадна токму тебе. Одлично се снајде во самата ситуација, еве да ти честитам пред се на храброста. Какво е чувството да се известува од едно такво место за еден таков настан? Верувам дека самата ситуација е премногу стресна. Да, стресно е, меѓутоа јас барем сум покривал и други такви кризни ситуации, не знам, во дневната војна во Куманово што се случуваше, не знам, со мигрантите имаше безброј инциденти и практично јас сватив дека кога имаш таков кризен настап, адреналинот многу работи и барем јас лично така го држам, значи тој страв многу ми е длабоко потиснат и гледам колку што може по професионално да си ја завршиме работата. Се тоа не значи дека ние свесно ќе влеземе во некоја многу ризична ситуација, меѓутоа не е толку страшно кој што можеби изгледа позади малите екрани, пошто ти стоиш пред клубот, гледаш полиција дека тука контролира работа и едноставно се чувствуваш не толку страшно, меѓутоа кога ќе се вратиш дома, кога ќе преспиш, кога ќе си го вратиш филмот се што се е случувало, тогаш ме фаќало страв, демек и ние малце не сме добри, треба малце кочни се да направиме во вакви работи, меѓутоа е окей, меѓутоа страшно е како не, мислам на пример, кога имаше голема концентрација на новинари и полицајци, ние знаевме дека нема да биде никакво изненадување некој што решил да влезе во клуб и да убие 39 луѓе, да се обиде некој негов колега, истото да направи да убие и да повреди светски новинари, мислам новинари од светски телевизии и голем број полицајци. И буквално со снимател ги гледавме сите коли што поминуваат и ми викаше оваа кола ми е многу ниска, ако може да е натоварена со експлозив. Мислам вака смешно е, меѓутоа во тие моменти стварно така размислуваме, пошто си во град каде што Рена, меѓутоа знаеме неколку недели претходно имаше друг терористички напад пред стадионот на Бешикташ. Никој жив не може да ти гарантира дека нема и тука на тебе да ти се случи истото. Меѓутоа тоа е дел од работата, тоа е професијата што сме избрале, ја лично уживам искрено. Така, се радувам што е така. Велат, посебно новинарите и водителите кои што се занимаваат токму со новинарство, дека кога еднаш ќе влезеш во овие води, на некој начин новинарството те магепсува, но од друга страна
е како некој вид на дрога и доколку сакаш да го напуштиш, нема шанси да се случи тоа. Таква е ситуацијата и кај тебе? Да. Кога сум правил паузи неколку месечни од новинарството, се фаќал себе дека ги отварам настаните да ги видам кои што се дневните, цело време читам што се случува и ако има нешто вонредно, многу сакам да отидам така. И кога не сум работел, на пример беа протестите во Скопје, кога не работев тие неколку месеци пред да заминам во Холандија и се фаќав дека ќе се го земам точекот и ќе отидам да видам само што се случи и ќе си отидам дома. Не професионално, нормално, само иницијативно. Меѓутоа, многу ти е точна констатацијата дека магија е едноставно и некој кој стварно си ја сака работата, буквално те понесува и мислам дека нема враќање тука. Така, најубаво е човек кога нели ужива работејќи го она што го сака. Покрај неубавите ситуации, често сме сведоци на многу убави работи за кои што секојдневно ги известуваме токму нашите гледачи. Ете кои се оние некои поубави ситуации кои што се сеќаваш ти во текот на твојата работа и би сакала да споделиме некои анегдоти кои што тебе лично ти се имаат случајно. Ете, го слушнавме токму твоето прво линковско вклучување за телевизија нова, но ете дали има некои анегдоти интересни што се случиле? Не ќе да бидам погрешно разбран, меѓутоа многу ретко сум известувал за убави работи, пошто секторот ми е по принцип црна хроника. Така. Не сум известувал од некој јубилеј или нешто убаво да се случило. Може да сум известувал дека на некое место можело да има повеќе жртви, има помалци, тоа условно кажано ако е убаво. Меѓутоа, моите колеги известувале секако од многу попријатни настани. Меѓутоа, анегдоти како што велиш имало многу, поготово што мојот партнер, снимател, кој што нас практично на сите патувања идам, го спомнам неколку пати, Игор Шадиновски, еден многу позитивно и смешно момче, што со него кога ќе се оди на пат, тоа е урнебес за смеење. Например, толку е интересен, што например се случи во Истанбул кога беше терористичкиот напад, пошто ние кажав ние за Ница се бевме и си зема преко шумчиња, купачи, у Ница ние си идеме, дека терористичкиот напад беше 2 дена претходно, ќе известуваме, меѓутоа нормално си имаш и слободно време и сакавме убаво да се поминеме. И во моментот кога се затекнавме на аеродромот за државниот удар, кога почнаа тие детонации да ги слушаме, сите патници си лежевме доле, бевме буквално може 15 души еден врз друг практично лежевме и секако што седим, ја му викам не се плаши, уживај, само седи мирен. И он ми вика, абе купачите за џабе ги земавме. Ја му викам, ептен за џабе ги земавме, разбира. Вика сигурен си? Викам многу сум. И вика колку е опасно. Ама тоа го правим обидот дека лежиме. Ја викам многу е опасно. Ми вика зашто е многу опасно? Викам брзи, викам војската го руши Ердоган. Ова околу аеродромот што гледаш хеликоптери се е војска. Ердоган се очекува да слета тука на овој аеродром. Има полиција тука. Војската ако сака да го фати Ердоган, ќе дојде да го удри кај што сме ние. Нема да биде убаво уопште, нема да ни биде пријатно. Не бе брат, нема шанси, што ти уживај ќе видиш. И така испаднам. Ништо. Така, сепак нели. И друго, кога одиме на пат негде, обавезно на излез од Скопје не казнува полиција зашто и да било. Стварно? Да, последниот пат беше заради тоа што на полна лента сме се приклучиле негде, а не смело. Тоест била полна лента, па после била прекината, меѓутоа ние побрзо сме се вклучиле и не казнија. И тоа не се случува и за се што. Ајде се надевам дека таквите ситуации ќе престанат, дека нема да ви се случуваат повеќе. Сега би сакала малку да те навратам, твоите почетоци ги спомнавме, но кога се роди таа твоја љубов токму кон новинарството? Дали може би постоеше уште од малено, за имаше желба и мечтаеше да го работиш токму ова? Од секогаш ме интересирала политика. Знам уште во основна школа, одев во, пошто немавме тоаш интернет и такви работи, одев во British Council у Скопје, за да ги замолам дали може да ми ги пуштат документарците за смртта на Југославија. Ја ги гледав по 60 пати, значи скажувам бев 7-8 деление. Потом мајка ми сега кога почнав и професионално со ова да се бавам, ми кажуваше дека кога сум бил мал, кога сум бил не знам 4-5 деление, многу често се случувало да си го заборам клучот дома и моите се на работа, јас сакам да си одам дома заклучено, морам да ги чекам да се вратат дома за да можам да влезам и сум се седал пред влез и сум си пишувал. Ми кажуваше дека уште ми чува, треба да ми го покаже, мислам, некој текст,
за што сум пишувал за некој инцидент што се случил на фудбалски натпревар што јас сум го видел тоа во автокоманда во Скопје вајда кај што сум бил и јас сега текстот си го пишувам како прилог. Почнаа луѓето да скандираат ова и ова, почнаа првите камења да летаат, значи ви кажам трето или четврто деление. Интервенираше полицијата. Значи тоа само иницијативно, не дека јас сум сакал да напишам текст или да информирам некој за тоа. Меѓутоа така изгледаше било досадно, така што претпоставам дека имало нешто. Меѓутоа кога завршив средна школа, ми беше голема дилема дали да запишам новинарство или пак ветерина, пошто исто сакам многу медицина, пошто татко ми е доктор и цел живот ги слушам тие медицински термини, нели човек подсвесно му повлегуваат и реков дека јас сакам ветерина да студирам, нели како медицина за животни. И се запишав на тој факултет, стигнав до 4-та година и се откажав. Да, и после се префрлив на новинарство и го завршив. Исто така со висок просек. И после тоа си почнав да си работам и тоа е тоа. Така, мислам дека си го направил одличниот избор што си се одлучил токму да студираш новинарство, затоа што на вистина си ги вакцинирав кучињата. Така, можеби ете ќе се сретнеме во друга прилика да си поразговараме на таа тема. Уште една твоја втора љубов, ете што би сакала да ја споделиме со нашите гледачи, а која што ја спомнав на самиот почеток, е токму љубовта кон музиката. Односно, во слободно време работиш како диџеј, колку 19 години, ако не се лажам, диџејска работа имаш позади себе? Да. Од 96-та, 7. Така, на вистина интересен спој, морам да го признам тоа. Од една страна тука е новинарството кое што бара на вистина многу ангажмани, многу посветеност, но од друга страна тука е музиката. Како дојде до тој спој? Како се роди таа твоја љубов токму кон музиката? Тоа е уште подолга приказна, сега да не го оптеретувам, меѓутоа овие работи практично ми се споја како две во една. Значи не е само диџејството, туку се занимавам и со продукција на музика, значи компонирам. И затоа мене ми е сосема природно и сосема и убаво, затоа што познавам дека многу луѓе што ќе го земам на пример нашиот еден од најпознатите неврохирурзи Угриновски, кој што е врвен неврохирург, меѓутоа и е страстен планинар. Си има хоби како што му е некако празнење практично од стресот што му ја предизвикува работата. Претпоставам и мене така ми се поклопи да ми биде музиката. Искрено, мене тие две работи ми се надополнуваат затоа што јас новинарството и барем денеска новинарството во телевизијата е според мене условно кажано е некоја форма на уметнички израз, затоа што се бави со текст, со слика и со музика, ако правиш да речеме репортажа. Така што мене тие две работи вака некако ми одат, значи многу работи што сум ги научил да речеме за продукција на музика и како треба да се спои, после си правиме нели некакви спотчиња мартерски, знам како комуницира многу добро музиката со сликата. Кога правам репортажа за мигрантската криза, нели за дополнителна драматургија се метнува и музика и некако ми е ист филингот, исто ми е чувството. Например, таа возбуда што јас ја чувствувам да речеме пред настап за диџејски настап, истата возбуда или истиот адреналин го чувствувам пред да ме уклучат на линк. И така мене може вака изгледат многу спротивни, новинар збори за политика, за убиства, за се што, тука музика што е малку полабава варијанта, меѓутоа исто ми е некако. Не знам дали убаво објаснам, меѓутоа истата возбуда ја чувствувам кога ги работам двете работи, пошто имат, мислам дека многу допирни точки. Така, токму таа твоја диџејска 19 годишна кариера пред скоро време би рекла сите тие твои настапи по клубовите низ Македонија, посебно во Скопје, ја заокружи со издавање на твојот прв деби албум Скопските патерни. За кого морам да го прочитам ова? Новиот албум има за цел да не прошета низ скопските клубови и места на кои повеќе или помалку се сеќаваат и да ни пренесе една емотивна порака. Која е пораката која што Скопските патерни ја носи уствари? Да пробуваат луѓето кога излегуваат на некоја место, мај сега ние малцеви артистиве и диџеите малце поуметничко тоа се гледаме на друго ниво. Обичаите луѓе искачаат да се поминат убаво, да слушаат добра музика и да се патат дечко или девојка. И тоа е искачањето за нив. Ние малце поинако се гледаме бидејќи како диџеј и како артист сум работел во повеќе клубови во
Македонија. Така. Меѓутоа, сите клубови тие не биле актуелни во ист временски период. Значи имало, да речеме, од 99 до 2001 било едно место актуелно. Ние секој викенд сме биле тама. Од 2002 до 2007 друго место било. Меѓутоа, јас лично се сеќавам на мирисот на секое место, на каква музика тогаш сме пуштале, што било тоа што ме возбудувало во музиката која што тогаш била актуелна, нели тој подвид на електронска музика. И со албумот сакав да си направам таква прошетка низ времето и да пробам колку што е можно по реално и поинтимно да ја пренесам таа музичка емоција што сум ја чувствувал од конкретните места. Затоа се така и имињата на песните зборувавме вчера за тоа, значи сакав да направам албум ослободен од сите тие модерни текови на електронска музика, да биде една интимна ретроспектива на скопските клубови кои што се повторувале како патерни. Јас имав можност да ги преслушам сите песни од твојот албум, навистина се прекрасни, допираат до секој човек и ти посакам премногу успех да доживее овој албум. Фала. Она што е интересно за тебе, а што го спомна, е дека си соработувал со повеќе етаблирани светски издавачки куќи. Ете би сакала да позборуваме нешто и за тоа. Ово е, како што кажав, мој прв соло албум, меѓутоа претходно имам на 30 изданија во едно дуо што на времето беше многу актуелно во Скопје, се викаше Sound Diffusion, ја и Дарко Спасевски-Пацки, мој многу близок другар, заедно бевме. Имаме издадено, како што кажав, 30 изданија, од кои 10 винил изданија, плочи на кои што сме особено горди. Меѓутоа, неколку пати се случи да издадеме за издавачки куќи кои што на светско ниво многу значат. Еве, пример ќе речам, Definitive Records. Мислам, тој издавачка куќа што функционира од 89-та година, американска е, меѓутоа основачи се Џон Аквавива и Ричи Хоутин, Пластикман. Мислам, сите ги знаат, мислам, светски имиња, малте на основоположници на оваа музика и култура што ние ја следиме. Не беше тоа лесно да се достигне, меѓутоа со многу труд стигнавме до тоа ниво. Токму и затоа и некои други исто така имаше издавачки куќи многу познати, да не ги оптеретуваме гледачи, на пример од Birmingham Materials, Advance, се извинувам. Меѓутоа во оваа субкултура тие многу значат и носат некаков си публицитет. И токму затоа претпоставам дека имавме можност да свириме од Бакау на Романија на молдавска граница до Берлин, до Амстердам, Љубљана, бивша Југославија цела, до Reworks, најпознатиот фестивал на електронска музика во Грција, у Солун се одржава. Ако не сте биле, дојдете, многу е добро. Си
си повлекувала некои работи тоа. Така, кажи ми, дали токму овој албум Скопските патерни, освен самата промоција во Македонија, веќе ја имаше во Скопје, имаше во Битола, дали можеби планираш да овој албум да го пласираш надвор од границите на Република Македонија? Да, веќе е пласиран и на Така? 21 не, пласиране до дистрибуција до фирмите што се бават со дистрибуција на ваква музика веќе стигнат, испратене и во вторник на 22 ќе излезе на сите можни онлайн продавници за секаков вид музика со тоа електронска, тука зборам за Beatport, за DJ Download, за iTunes и на сите други практично. Работиме со дистрибуција од Холандија, која што работи Worldwide Distribution, значи буквално за цел свет има да се симни, да се купи, да се преслуша. Така, супер, навистина, тоа е одлично. Кажи ми каде ете сите оние кои што сака да ја слушнат твојата музика, каде може да те најдат? Пред се во клубовите во Скопје, меѓутоа порано пред неколку години имавме резидент вечери во повеќе места во градов, кај што ги организиравме забавите и можев да кажам секој трет викенд сме во Капанан, да речем, меѓутоа сега тоа веќе не го работиме заради тоа што ангажманот во телевизија Нова навистина одзема најголем дел од работното време. Да организираме некоја резидент забава, резидент вечери во Скопје физички невозможно. Може и со годините и така се иде, така што има во Скопје пар клубови и места, например МКЦ, многу често работиме забави тамо. Тука секако и новостариот клуб Епицентар, Капанан. Значи тие што сакаат да ја слушнат таа музика, ќе ме начекаат во Скопје сигурно негде. Ете, покрај напорната работа, многобројните активности кои што ги имаш токму во твојата телевизија, каде што работиш телевизија Нова, но од друга страна тука е нели диџејството, колку приватниот живот трпи поради сите опрски. Колку Александар Видиновски има слободно време за слободни активности? Искрено многу малца. Тие се најчесто за викенд,
кога не пуштам музика и кога не сум на работа, кога не сум дежурен и тогаш секако највеќе сакам времето да си го поминувам со семејството, со нив да се видам како што треба, некоја друга работа да завршам, едноставно да си имаме време за нас дома. А дали можеби имаш време за некој спорт или за некое останато хоби покрај овие работи? Дали има такво нешто? Многу сакам да играм тенис и многу сакам да се качувам на водно, ама немам моментално друштво, пошто сите со кои што се качувавме откачи у последно време. Сега пред некој ден бевме со колешката Бојана од телевизија Нова. Така? Да, тоа ни беше прво планинарско вако искуство заедничко. И добро беше, не беше лошо, се надевам дека ќе продолжи да ме дружи и нема да ме пушти сам да се качувам на вод. Многу сам да се качувам на водно, имаме една многу добра маршрута, идеме со кола до Средноводна така? И пешки до врв и назад, тоа е околу едно 10 километри пешки идење на чист воздух, што е многу одлично. Скопје имајќи го предвид дека загаденоста е катастрофална. Така што и најмалце време, нели, одзема, така што еве нека биде како хоби, сакам да се качувам на водно. Така. Да. Бидејќи полека се движиме кон крајот на денешното издание на емисијата Од блиску со, само кажи ми кое е мотото кое што тебе те води низ животот? Немам искрено сега можам да кажам нека вако многу дип да биде да е колку е паметен овој. Немам некое мото, сам моето мото е дека се водам од тоа дека животот е навистина прекраток и дека треба да се сконцентрираме само на правилните луѓе, на правилните вредности и да си ги правиме работите кои што нас интимно не прават среќни. А тоа што не прави нас интимно среќен може да правиме добро за луѓето што се околу нас и што ги сакаме. Така, мене ми останува само да ти се заблагодарам за твоето гостување во мојата емисија Од блиску со. Ти благодарам што се одзва на мојата покана да бидеш мој денешен гостин. Се разбира дека ќе ти посакам многу успехи во иднина и од аспект на новинарска кариера, но од друга страна од аспект на твојата втора љубов, тоа е музиката, тоа е диџејството. Ти благодарам уште еднаш и се најдобро. Фала многу за поканата и јас тебе ти посакувам многу успехи и со емисијата и со твојата редовна новинарска работа. Одлична си, само продолжи така. Ти благодарам премногу. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека изминативе 30 на минути уживавте во разговорот со мојот денешен гостин. На самиот крај ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако ве поканувам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.